Дел од богатото културно-историско наследство на Пијанечко и Делчево е орото Копачка, оро кое во ноември 2014 година е заштитено од УНЕСКО како материјално наследство на Република Македонија. Во наредниве минути ќе ви представиме и дел од манифестациите кои се составен дел на Делчевско и Пијанец. Легендата за Копачка започнала од малото Белчанци во село Драмче. На гумното во тоа мало се организирале големи веселби, а оттаму произлегло и орото Копачка. Копачката е, нашите фолклористи ја сметаат како трудово народно оро, зашто во најголемиот занес од играта со левата нога се скокнува на десната и со левата се удара од земјата да се копне, да се исфрли земја. По тоа се смета дека е трудово народна оро, но има и некои други предпоставки дека таа го кажува тешкиот и макотрапен живот, баш со бавните делови во почетокот. Најпознатиот ороводец бил покојниот дедо Митко, чиј дом е претворен во своевиден етномузеј, каде е опишено се за неговиот живот, кој неминовно го посветил на Копачката. Тој има за себе кажано дека јас кога ги чујам тапаните, срцето ми затреперува и со соро го смирувам. И на крајот, и кога ќе умрам, би сакал да можам да ја заиграм Копачката, да ги слушнам тапаните. Така беше и на неговиот погреб, на кој групата облечени во народна носија, со тапаните и ритмите на Копачката го испратиме во вечното негово почивалиште. Од локални и регионални рамки орото се ширело и за Копачка се слушало надалеку. Од 2010 година започнала постапката за негова заштита од државата, а на 29 ноември 2014 година орото станува заштитено од УНЕСКО. Откако ни беше предложено од Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство во име на државата да биде аплицирано во УНЕСКО за впишувањето како нематеријално светско културно богатство. Ни беше одобрен тој проект, го реализиравме и орото првим беше заштитено на национално ниво со прогласувањето во службен весник на 8.8.2014 година и подоцна протекувајќи ги сите процедури за впишувањето од номинацијата до сите пленарни сесии што ги одржа УНЕСКО во Париз на 27.11.2014 година беше прогласено орото Копачка за светско културно наследство. Годинова се навршуваат 70 години од постоењето на Копачка. Ќе направиме прослава во самото село Драмче на собориштето кај црквата Свети Архангел Михаил, бидејќи светското културно наследство, соборското оро Копачка, таму најповеќе се играло и таму се издвојувале најдобрите и најголемите играорци. Приказната за традицијата и културата на Пијанец и Делчевско ја шират и членовите на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Ова друштво народната култура од овој крај ја презентира преку организирањето на Пијанечко-Малешевската свадба. Во месец мај културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, покровител општина Делчево и поддржувачи Министерство за култура на Република Македонија, објавуваме конкурс за еден брачен пар, значи на Пијанечко-Малешевската свадба. Конкурсот има одредени задачи. Брачниот пар, еден од младоженците, треба да биде роден во Пијанечко-Малешевскиот регион. Треба пред започнувањето на манифестацијата да бидат правно регистрирани и да бидат облечени во народна Пијанечко-Малешевска носија. Значи, ако е младоженицот или невестата од Пијанечкиот крај, тоа ќе биде Пијанечката носија, ако од Малешевскиот крај, тоа ќе биде од Малешевскиот крај. Ако нас младите сега свадбите ги прават за еден ден, модерни свадби се завршуваат, но сепак и овие модерните свадби кои се еден ден во Делчево, и овде има запазено дел, еден мал дел од обичаите. Додека нашата Пијанечко-Малешевска свадба, како туристичка понуда на регионот, трае 7 дена, како што траеле свадбите, значи од давнина. За овој културен и музички бренд на Пијанец да прерасне во тоа што е денес, најголема заслуга имаат младите играорци. Тие се активни во текот на целата година. Тие го прават истражувањето, тие одат значи од село во село, тие одат во градот, тие разговараат со нивните баби, со нивните дедовци и така сето тоа ние го имаме забележено
И потоа од сето тоа правиме едно резиме. Ја мислам дека Пијанечко-Малешевската свадба како придружна манифестација на меѓународниот музички фолклорен фестивал стана бренд на Источна Македонија. Тоа се гледа и од самите посетители, а индикатори ни се поделените крпчиња. Минатата година имаме поделено над 3000 крпчиња. Тоа е знак дека свадбата зазема голем подем и мислам дека ние веќе започнавме со нашите активности за оваа година и мислам дека крајот на август, почетокот на септември ќе се одржи и 12-тото издание на Пијанечко-Малешевската свадба во функција на туристичка понуда на регионот. Во поблиската околина нема човек кој не слушнал за копачите на злато. Токму во Делчево пред повеќе од 15 години беше пронајдена златна погребна кочија, а пред 2 години во така наречениот тунел кај селото Бигла се случи голема потрага по злато, која беше скриена од јавноста. Дивите копачи се апсолутно активни во скоро 20-30 години назад. 2001 година музејската збирка што се наоѓа тука околу нас фактички е од искупувањето во 2001 година. Меѓутоа и пред 2001 година и сега активно работат овие диви копачи кои што ги уништуваат археолошките локалитети. Еден случај кој што беше пред неколку години, кој што беше диво ископување во еден тунел кој што беше граден за време на Втората светска војна како тунел за железничката пруга Македонија-Бугарија. И во тој тунел се рачунеше, односно сметале дека има закопано злато. Луѓето се уште не се начисто дали е нешто најдено. Приказната за големиот број тајни кои ги крие овој регион продолжува со пронајдените остатоци од одделни коски и фрагменти од фауна, која е забележена единствено во Африка. Истражувањата, направени пред 4,5 години, покажаа дека овде во Делчевско живееле праисториски животни постари од 10.000 години.